На лице место сме каде, ако не во Младинскиот културен центар, каде што, како што спомена и Цица ти, во понеделник ќе биде уште една изведба на Актер човек, на овој интерактивен театарски перформанс. Овде сме заедно, како што спомена, со Теа Беговска и Даријан Петров, дел од тројката екипа која што е на сцена, но се и во режија на Теа Беговска. Тогаш одиме прво со првото прашање, за идејата да зборуваме или да зборуваме за она што ќе ни се случува на сцена како интеракција? Ајде заедно. Добро, идејата, мислам дека веќе ја имам заборавено. Оти пред 3 години го направивме овој перформанс и некако во текот на овие 3 години идејата само се надополнуваше. Оти ние емотивно некако на друг начин пораснавме. Бевме во изолација, корона и такви работи. Пред се, еве, накратко станува збор за лични и интимни приказни, за едни ситуации што прави човек кога е сам со себе дома, а ние многу долго време поминавме сами со себе дома. Иако ние перформансот го направивме пред ситуацијата да се случи, во однос на интеракцијата, таа е на, како да кажам, на ниво на една како публиката да ја натераме активно да размислува додека гледа театарска представа. Да не се замине. Да не почне да шушка на телефон гледајќи нешто друго, така некако? Да, така некако. И како оди таа интеракција? Добра ли е? Супер, одлично. Сме имале ние, не знам, над 40 изведби на представата. Некогаш кога немаме фидбек од публиката, си замислуваме луѓе, па така, си играме со замислени луѓе. Ама сме имале многу интересни моменти, затоа што таа интеракција е на некаква нормална граница. Не ја ставаме публиката да ја биде непријатно. Напротив, и таа некојаш ќе се насмее на тоа што ќе го кажеме, ќе го направиме и така. Се силиме кај Даријан Петров, да. Прво, како беше спојката? Како дојде спојкава пред короната? Да, спонтано мислам дека беше декември 2018, така спонтана екипа, прво бевме една екипа, подоцна друга, после се вклучи и Теа како актер, освен како режисер, и така да се беше еден спонтан процес, еве скоро 3 години да соработуваме заедно. Како е да се биде на сцена така, во еден таков интерактивен, каде што нели на едно сме со публиката? Ова ми е втор пат интерактивен перформанс, тоест представа. Па не знам, на почетокот е нели трема, дали ќе се инволвира самата публика, колку ќе има интеракција, докаде е границата, нели, за да не биде незгодни за самата публика, докаде да не се наруши достоинството на публиката. Тоа е секогаш предизвик, меѓутоа гледаме нели да држиме некои граници, да е сепак интимен театар, камерен, меѓутоа нели да се задржи некое достоинство и на нели некоја граница со самата публика. Да. Кога прочитав нешто, нели делот она што тя го напишала во однос на актер човек, нели зборува за се нешто, освен за нели ние самите со ние во нас, или како да кажам, за љубовта, за сето она што можеме да го разработуваме кога сме веројатно сами или кога сме повеќе време самите со себе. Како Даријан го доживеа овој? Јас искрено многу интимно, тука нели со текот на времето стануваше тој мој дел, нели, како имаме монолози сите тројца во представата, стануваше се поинтимен, нели, и доаѓа до нешто што е многу суштествено за мене, нели, карактеристично. И кај секој актер, кај Теа и кај Томе исто. Така да сега имаше и процес на, нели, Теа убаво го спомна тоа, на емотивно зрење овие 2 години. Поминавме низ ние некои приватни загуби, да, и случувања, така да се стануваше тоа што го имаше Теа напишано пред 3 години, како сега многу добро да се вклопи, да се вметна во целата, нели, општествена слика, се што се случува и така натаму. Кога сме кај загубите, веројатно сите во оваа криза загубивме по некого. Да, тешко или лесно е за еден актер? Какво е тоа откровение некако кога ќе кажеш многу нешта на сцена, па потоа е полесно? За мене искрено да. Овие години наназад што се занимавав со театар, многу пати ме спасило, нели, од лични борби, да, дефинитивно, а овој перформанс го сакам баш поради тоа, бидејќи Теа ни даде слобода да бидеме ние, тоа што сме, нели, и веќе на моменти се губи границата тоа што нели чувствуваме ние кога стварно сме сами со себе, со партнер, со не знам, со пријатели, со семејство и она кога сме на сцена. Така да затоа да.
Супер. Супер, Дарјан, и сега се силиме кај теа за да кажеме нешто што е многу важно, освен она што ќе се случува на 21 и на покана до сите, нели, кои што не гледаат 21 март, сите тргнете кон МКЦ, така, додека има карти. Дека има карти. А ние сме премногу возбудени, Ката, морам да ти кажам, затоа што така го доживуваме како кој знае што, нели, ова е нашата професија, ова е нашата работа. Ама сме возбудени затоа што после 2 години повторно ќе вратиме на интимна приказна, како што кажа и Дарјан, емотивно полни на друг начин. И на вистина со нетрпение ја очекуваме публиката на 21 овде во МКЦ. Сакам да се заблагодарам на МКЦ што ни што ни даде можност да играме овде, бидејќи ова е алтернативен проект, не е дел од било која институција. Така што ете на 21 ги покануваме сите да дојдат да си споделиме некои интимни нешта кои што можеби ќе ни направат да се чувствуваме полесно за момент. Барам за миг. Како е да се биде, може ли да се направи таа дистинкција кога си и режисер, ама и влегуваш на сцена? Па, најверојатно да. Не знам, јас многу спонтано влегов во представата, не ни планирав да играм. Така склоп на околности се случи нешто и мислам дека така, со голема леснотија влегов, а и Дарјан и Томе многу ме поддржаа во нештото, и јас со нив двајца уживам на сцена, да. И јас со нив. Така, и што не треба да заборавиме, 27 март. Еден убав ден на театарот, но вие ќе бидете на една друга сцена, каде што веројатно исто така ќе уживате. Да. Одиме во Бања Лука на фестивал, 2 години не сме мрднале од државата. Едва го чекаме тоа патување, не е кој знае каде сега, нели, одиме за дама е. А на мое огромно задоволство е што баш на 27 март ќе играме представата на Светскиот ден на театрите. И сега кога нешто се извидува на својот мајчин јазик, па одиш некаде каде што тој не е мајчин јазик, нели? Каква е таа пак интеракција со публика? Колку публиката е тука да слушне, да види? Кате, ние игравме во Приштина представата неколку пати, пробевме таму на фестивал, ја игравме например на англиски јазик таму и интеракцијата беше на англиски јазик. Тука ќе се потрудиме да зборуваме на босански во интеракцијата, ама мислам дека ќе се разбереме, нели? Меѓутоа, ете, представата кога гостувала на места каде што не се разбира овој јазик, на англиски оди таа интеракција, да. Само не ги поканивме, ама не им кажавме кога? На 21? 21 во 20 часот, билети може да се купат онлайн или на билетарата на МКЦ. И така, тоа е тоа. Да. И така тоа е тоа, 21, значи сите вие кои што еве денеска е петок, имате уште 2 дена до 21 може и 21 да го искористите за купување на влезници. Да, еден интерактивен театарски перформанс ве очекува во Младинскиот културен центар, а Теа и Дарјан ќе бидат тука во некоја друга пригода, веројатно да ни кажат импресии, можеби од Бања Лука, како си поминали и како било со босанскиот. Како се снашле со босанскиот јазик.